Игор Стефановски, најнови информации со бекграунд за Мијалков во Шуто Ризари. Во Шуто Ризари, тука ми е близко. Повели. Благодарам Чомовски. Во овие моменти се уште има голем број на одзив на медиуми тука пред Скопскиот истражен затвор, но како најнова информација што не е потврдена официјално во однос на евентуалното бегство на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков би била поврзано со унгарски припадници. Повторувам, ова е најновата, но неофицијална верзија на информација во однос на бегството на Сашо Мијалков, кој веќе се наоѓа сепак тука зад решетки веќе повеќе од час и половина во Скопскиот истражен затвор, откако специјалното јавно обвинителство за него побара притвор поради околности на дека тој би се дал во бегство. Тоа што сакам да го напоменам е дека потврда за неговиот притвор еден ТВ има и од кривичниот суд од првиот човек на Скопска единица Иван Џолев. Секако ние први како медиум ја објавивме ова информација. Сашо Мијалков е обвинет во повеќе судски процеси, токму кои што ги води специјалното јавно обвинителство. Тоа што го знаеме е дека му одреден притворот на во однос на предметот таргет тврди на процес кој што се однесува за масовното прислушување и уништување на апаратите за следење на комуникациите. Утре сепак има за тоа рочиште судење, да видиме дали Мијалков ќе биде спроведен со лисици на рацете од Скопскиот истражен затвор до кривичниот суд на рочиште. Таа информација веќе ќе имаме во текот на утрешниот ден, следејќи го претходното искуство со Милијан Јакиевски. Тој не беше донесен дента веднаш кога беше ноќта уапсен, но сепак да видиме, бидејќи всушност Мијалков во ваквиот случај би преноќел во Скопскиот истражен затвор. Тоа што го забележав и на почетокот како екипа дојдовме први тука, забележавме дека неколку возила што не беа полициски, туку цивилни, а едното и од нив веројатно и на специјалното јавно обвинителство, како излегуваат од Скопскиот истражен затвор. Тоа беше некаде околу 20 часот и 10 минути, веројатно и терминот кога Сашо Мијалков е донесен зад решетки со лисици на рацете во Скопскиот истражен затвор тука во општината Шуто Ризари. Чомовски, секако располагам, ако имаш и прашање, располагам да одговори. Ако добро те следев, морам да ти кажам дека напор ми треба да извадам есенција од брдата на информации со кои располагате. Спомна некаква унгарска разузнавачка линија. Каква е таа релација со Мијалков? Тоа што го веќе јавноста го знае дека Груевски веќе е во бегство во Унгарија, односно веќе му одобрен барањето за политички азил, не е исклучена можноста, бидејќи специјалното јавно обвинителство во суд наведе дека Јанакиевски и Кирил Божиновски имале планови да се дадат во бегство на истиот начин како Груевски. Не е исклучена можноста, токму и тие унгарски представници кои еден ТВ ги има како информација дека влегле во хотелот во Мири од каде што е уапсен Сашо Мијалков да дадат помош и токму на поранешниот шеф на тајната полиција, кој всушност е и прв братучет на поранешниот премиер Никола Груевски, да се даде со него во бегство. Секако, ова информација не е официјално потврдена, туку еден ТВ ја дознава од неофицијални извори. Тоа што сакам да го напоменам во однос на доаѓањето на возилата, како што и веќе претходно кажав дека се цивилни возила, меѓутоа никој од полициските стражари тука во Скопскиот истражен затвор не сака да откријат дали во него се наоѓа Сашо Мијалков. Одвојам цитат од еден полициски припадник: не сакам да коментирам бидејќи можам да го изгубам своето работно место. Тоа го кажа откако беа донесени возилата, односно Мијалков во нив тука во Скопскиот истражен затвор. Го баравме и претходно директорот на Шутка Ѓоко Котевски, но тој ни одговори дека нема такви информации, дека во тие моменти бил на представа. Секако нашите екипи на еден ТВ се обидоа и понатаму да стапат во контакт со директорот на Шутка, меѓутоа тој не е достапен за коментар. Инаку адвокатскиот тим на поранешниот шеф на тајната полиција Сашо Мијалков се очекува да дојдат тука во Скопскиот истражен затвор за да добијат решение дека Мијалков е во притвор, што
официјалната верзија, барем на некаков начин имаме од страна на адвокатите дека веќе за нив е изготвено решението, но тоа што од телефонски комуникации што разговарав со нив е дека дури утре во судот ќе треба да се појават за да им дадат исто така официјална верзија конкретно од судот дека на Мијалков му одреден притвор, а во однос на верзијата од Чутка дека веројатно и доставен официјално дека Мијалков е сместен во едно од притворското оделение на Скопскиот истражен затвор. Чумовски, повели ако имаш прашање. Така